Одиме и со останатите содржини кои што ги подготви нашата редакција. Утринава не дружи колегата Димитар од терен. Од вчера законот за забрана за малолетници да возат тротинети. Ние се разбира дека сме актуелни. Благодарение на Димитар ги дознаваме деталите на лице место веднаш. Димитар, добро утро и повели. Добро утро пред се, Елена, и благодарам. И во овие рани утрински часови ме некако така, слободно ке речам, раздвижено низ главниот град и покрај тоа што се направија во текот на вчерашниот ден измени околу тоа кој може, а кој не може да вози тротинети, во какви услови истите можат да се користат. Сепак и утринава на булеварите и улиците во главниот град можат да се забележат тротинети кои се управувани од малолетни лица, а исто така и тротинети кои се возат по средината на булеварите. На кој начин ќе се регулираат тротинетите, какви законски измени се потребни дополнително за да ги стигнеме оние стандарди кои се во Европската унија, но и во однос на топлото време и колку тоа може негативно или позитивно да влијае на концентрацијата на возење, е тема и анализа на разговор во продолжение. Добро утро за Дејан Андоновиќ од РСБСП. Вчера се направија последни законски измени за тоа кој може и каде може да вози тротинет. Последната вели дека 18 години е најмалата возраст за управување на тротинет. Не смеат двајца кацигата, исто така се спомнуваат и глоби од 225 до 275 евра за возење под дејство на алкохол. Кој е вашиот коментар како РСБСП, односно колку овие измени ќе придонесат за поголема безбедност на сообраќајот на патиштата? Првим да кажам дека измените се однесуваат на годините, значи 18 години, порано беа 14 и за брзината од 25 намалена е на 20. Оние останати законски измени практично се оние старите, а и тогаш и во минатото беше забрането да се возат двајца на тротинет, беше забрането да се пренесува товар, да се шета милениче, да се вози на коловоз. Значи овие законски измени имаат за цел да се унапреди безбедноста во сообраќајот. Колку бе прашавте, па на 18 години веќе повозрасни лица имат и поголема одговорност. Ние бевме сведоци во изминатиот период дека тротинетите електрични ги возеа малолетници, деца на мала возраст, кои автоматски немаат ни сообраќајна култура, ни свест да знаат колкава е нивната одговорност, а за тоа беа виновни нивните родители, бидејќи нели малолетните лица подлегнуваат на надзор на родител, односно тие им ги купуваат тие тротинети. Овие законски измени се донесени врз основа на европските регулативи. Електричните тротинети изминатите години се на некој начин ново превозно средство и Европската унија немаше стандарден, сите држави нема исти одредби законски околу тротинетите, во смисол некаде е 14, некаде беше 12, некаде беше брзината различна 25-20 и така тоа. Сега полека тие европски регулативи се утаначуваат и на некој начин и ние тука дели тие законски измени ги донесуваме со цел да се напреди безбедноста во сообраќајот, бидејќи сме сведоци на неодговорно однесување на оние кои возат во конкретниот случај електрични тротинети. Се разбира, има и лица кои се одговорни, значи нема категорија на група на учесници во сообраќај кои се сите неодговорни или сите одговорни, туку секогаш има поединци и сега како велат во нашиот народ, тоа што може еден неодговорен, 10 одговорни не може да го покријат неговото однесување, така да со овие законски одредби очекуваме измени, практично очекуваме да се намали бројот на сообраќајни незгоди со електрични тротинети. Колку е важна инфраструктурата во однос на безбедноста на сообраќајот, бидејќи на хартија еве гледаме се прават и законски измени, правиме усогласување со европски и светски практики, но што е ситуацијата на терен? Еве и ова утро веднаш тротоарот зад нас кој го гледаме е окупиран со возила, каде што практично и таа инфраструктура што ја имаме е неприменлива во целост. Правилото во сообраќајот е нели да се следат правила, прописи, препишана сообраќајна сигнализација, но и она што морат сите учесници во сообраќај да го знаат, дека се движиш низ сообраќајот гледајќи ги условите на патот. Конкретно прашањето за инфраструктурата. Вие не можете да очекувате толку брзо ширење на инфраструктурата колку што може се зголеми бројот на превозни средства во вкупен износ и број на учесници во сообраќај. Значи инфраструктурата се развива, но таа не може со толкова брзина колку што може да дојдат нови превозни средства. Од друга страна, сообраќајната култура налага
налага да се гледаат условите на патот. Значи пешакот ако стои некаде, а вие сте со велосипед и со тротинет, треба да се симнете од тротинетот и велосипедот и да го заобиколите делот, а не да се расправате со пешакот. Чим тој стоел таму има зошто да стои. Тоа исто се однесува и на пешачки премин, тоа исто се однесува на тротоар, нели велосипедите возат и електричните тротинети возат низ тротоарот, но таму идат и пешаци. Па сега кој има предност? Значи условите на патот, културата налага. И културата, но и законски сте обврзани, ако гледате дека има многу пешаци, а сте со велосипед, ќе се симнете од велосипедот и ќе го буткате велосипедот додека не дојдете до други услови на можете да го возите велосипедот. Во спротивно што ќе го прегазите пешакот. Зато велам, ние затоа апелираме на свеста, на јавната свест, на сообраќајната култура, а не да истеруваме правда на улица дали вие сте биле во право или не сте биле во право. Се разбира дека на тротоар право има пешак. Така да тука дали сте вие со велосипед, па тука би била патеката, да, но ние немаме тротоар тука, што да правиме? Каде да стоиме? На коловоз? Зато велам, јавна свест, сообраќајна култура, етика во сообраќај од малку, бидејќи правилата се јасни, човечкиот фактор е секогаш одговорен за сето однесување и за таа инфраструктура и за она што се случува во моментот. Сите ние сме одговорни за да зголемиме безбедноста во сообраќајот. Имаше многу дилеми и дебати околу тоа која е таа максимална дозволена брзина на возење електричен тротинет во градска, односно урбана средина. Се донесе некоја крајна констатација, нели, тоа да бидат 20 км на час. На кој начин еве во Европа па и во светот се регулира таа брзина? Дали со радари, дали со камери е регулирано тоа мерење на брзината и што се очекува во Македонија вие како експерти кои го следите случајот? Први морам да кажам дека не институцијата која ја представувам не може да ги коментира колкава и каква е брзината. Законски 20 км на час. Во однос на мерењата? Во мерењата не би знаел, но веројатно има како тоа да се измери, но јас повторно ќе кажам, институцијата која ја представувам ја не се занимава со последиците од сообраќајот, туку отклонување на причините. А зошто вие да возите побрзо на тротинетот? Првин, бидејќи вие си го ставате сами животот во ризик и ризик на оние останати каде што друго е да удрите со 20 км на час и да паднете, а друго е со 25 км на час. Тоа е физика, тоа не би можел да го објаснувам сега, но отприлика е тоа така и второ веројатно тротинетите веројатно сега едно од опциите да бидат и ограничени, да не може да возат повеќе од 20 км на час, така да веројатно овие тротинети кои се сега и другите кои ќе дојдат како нови, како продажба, веројатно претпоставувам сега, не сум компетентен да го коментирам тоа, но веројатно ќе бидат ограничени да не може да дојдат побрзо. Така е, во ваша надлежност се секако кампањите подигнување на јавната свест за поголема безбедност на патиштата. Во овој летен период имате повторно кампања во однос на топлото време, на кој начин влие на безбедноста, концентрацијата, па тргнувајќи нели од самите пешаци како учесници во сообраќај во однос на топлото време до оние кои управуваат и велосипеди, и мотори, па и автомобили. Како изгледа оваа кампања за оваа година, односно што е предвидено, на кој начин ќе се влие на подигнување на свеста за влијанието на топлото време? Првим да кажам дека денеска започнува кампањата Вози одморен, која ќе започнеме на граничниот премин кон Република Србија на Табановце, заедно со Српската агенција за безбедност во сообраќајот на нивните патишта. А секоја година во ова време ја почнуваме таа кампања. Зошто таа се нарекува Вози одморен? Високите температури се исто така ризик за учесниците во сообраќајот, исто онолку колку и оние зимски температури, магли, врнежи, лизгав коловоз, значи високите температури, а ако земеме во предвид дека се и одмори, дека зголемена фреквенцијата на сообраќајот, дека има една опуштеност кога одите на одмор, нели? Ние ги почнуваме овие кампањи со цел да им кажеме на сите оние кои одат на одмор, кои одат на подалечни дестинации, раздвижено е нели поради летните одмори, првин да бидат одморени пред да тргнат, потоа да бидат концентрирани, бидејќи вие кога сте на одмор, тоа не значи дека сте на одмор и задволенот. Препораките се на подалечни дестинации на 2 часа возење да одмарате 10 на 15 минути најмалку да се напиете ладни напивки, сок, кафе, било што, со цел да бидете нели концентрирани, бидејќи концентрацијата е најважна и одморот е најважен. Замарот е најголем непријател на сите они учесници во сообраќајот, особено на далечни дестинации. Како совет ја започнуваме таа кампања, имаме низа теренски активности, имаме
може да не видат на терен како даваме влаери, ладни напитоци, ги потсеќаме учесниците во сообраќајот да го почитуваат сообраќајот, да бидат одморени, концентрирани, да не тргаат на пат доколку нема услови како што зборувавме во почетокот. Значи, вие не можете да тргнете по секоја цена на пат. Ако се високи температури, ако не сте одморени, ако патната инфраструктура е проблематична, има гужва на гранични премии и сето тоа, темпирајте го патувањето да биде во склад со условите. И се разбира, нервозата, агресивноста и сето она нема да ви направи подобро, ќе ви направи само поголем проблем ако се нервирате, брзате и сето тоа. Морате да сте одморени, мора да сте трпеливи. Безбедното возење не е избор, тука е многу избор и многу е важно како учесник во сообраќајот да стигнете безбедно до посакуваната дестинација. Така и да го заокружиме разговорот, дали овие кампањи вродуваат со плод, што покажува праксата од изминативе години, колку влијанието на човековата психа може навистина да резултира позитивно, односно навистина ова повторување на тие безбедносни мерки дали вродува со плод во реалност. Статистиката вели дека имаме намалување на бројот на жртви во сообраќајот, имаме број на сообраќајни несреќи, но тоа не е доволно, бидејќи знаете како еден загинат и една жртва во сообраќајот годишно, која е бројка која сме далеку од неа, е голема трагедија за семејството, блиските и сите оние околу таа жртва, така да на нив ништо нема да им значи дали имаме намалување или не. Нула жртви во сообраќајот е посакуваната наша цел, но затоа ние правиме цела година кампањи во склад со календарот на активности. Сега сме во летна кампања, имаме разноразни кампањи се со цел да им укажеме на учесниците во сообраќајот на важноста дека не треба да повторуваме 24/7, дека не треба во алкохолизирана состојба да возите, дека не треба да возите со неприлагодена брзина. Ние со години апелиравме дека 50 км на час е дозволена брзина во град. Зошто да е 60-70? Значи 50 е ставија безбеден град, се намали бројот, нели сите почнаа да го почитуваат. Но и нашата идеја е луѓето и без тоа дали има полиција или не, дали ќе види или некој или не, да бидете одговорни. Тоа е таа јавна свест, тоа е таа сообраќајна култура, тоа е таа етика на сите нас. Сообраќајната култура налага да бидете во склад со законските прописи, правилата прописи, пропишана сообраќајна сигнализација, но и да ги гледате условите на патот. Повторно ќе кажам, може да вие имате право, ама во моментот не можете да поминете. Дали ќе одите по секоја цена? Не, се разбира. Мора да сме концентрирани, одморни, трпеливи. И правилото во сообраќајот да гледате и да бидете видени. Ви благодарам. Благодариме на вас. Почитувани, за крај од ова вклучување од терен само ќе кажеме дека еве нецели 24 часа откако се насила новите законски измени во однос на управувањето на електрични тротинети, а од денеска официјално започнува и летната кампања на РСБСП во однос на сообраќајот и безбедноста кога имаме високи температури. Димитар, ти благодариме. Да, започнува кампања, ние еве даваме и придонес за практично да ги запознаеме граѓаните со новите измени кои што ќе важат, односно станува збор како што слушнавме за построги правила за користење на електричните тротинети и што тие ќе значат за учесниците во сообраќајот. Се гледаме на една поинаква тема и по 8 часот.